Многу поздравувања и насмевки пред камери упатени кон донаторите кои го спасуваат македонското здравство. Додека имаме болници без потребните капацитети и квалитетни услуги, македонските власти гордо се фалат со секоја една донација која влегла на било која од клиниките. Благодарение на движењето Аваја, граѓаните на Шуто Оризари, Чаери, Бутел конечно добија амбулантно возило. Возилото е донација за поликлиниката во Шуто Оризари, во која има низа проблеми. До неодамна немаше оддел за гинекологија, се уште нема рентген и нема доволно простор за медицински услуги. Фали тоа што знаеме, фали рентген, фали простор за примање на инфузии, значи поголем број во делот на примарна здравствена заштита им фалат. Отскоро го финансиравме ние како движење и отварањето на гинеколошката амбуланта тука, затоа што поголемо време немаше. Сега го средивме и тој дел. Очекуваме дека сите здравствени услуги во делот на примарна здравствена заштита граѓаните на Шуто Оризари ќе ги добиваат тука во поликлиниката. Во поликлиниката во Шуто Оризари ќе бидат вработени 2 медицински сестри, но и ова исто така наместо од владата ќе биде финансирано од движењето Аваја. И не само во оваа поликлиника. Клиниките речиси низ целата држава се спасуваат со донации. Штипската клиника вчера доби подвижен рентген апарат благодарение на донација од Јапонија, а јапонската амбасада пак пред неколку дена донираше и ехо апарат на одделот за педиатрија во Битолската болница. Пред една недела детското одделение во Велес доби апарат пациент монитор наменет за детското одделение за неанатологија од приватна компанија. Од владата, покрај тоа што гордо се сликаат со донациите, признаваат дека мора и државата да вложува во подобрување на капацитетите. Видете, донациите се важен дел и ова не е прва, не е ни последна донација што сме ја добиле и ние сите тие донации имавме наодамна можност со министерот да отвориме една донација на медицински апарати од Јапонија во клиничкиот центар. Државата вложува, но секогаш може и повеќе. Затоа мислам дека и донациите не се за потценување и треба да се вградат во системот, но и државата мора да вложи. Мислам дека Министерството за здравство имаше еден сериозен предизвик во изминатите 2 години, 3 години веќе за справување со кризата. И додека македонскиот систем се потпира на донации, пациентите секојдневно се соочуваат со разни проблеми за да дојдат до преглед, а здравството е со низа нерешени проблеми. Во источниот дел од Македонија, на пример, не може да се дојде до преглед за мамографија, бидејќи не достигаат апарати. Болницата во Битола остана без парно грење. Детското одделение во Охрид е без педијатар, а Македонија е се уште без ветениот клинички центар, кој не само што не го добија граѓаните, туку сега ќе плаќаме и пенали.